Одиме на втората игра, популарно наречена да или не. Во оваа игра нашите надпреварувачи ќе имаат 10 прашања на кои што ќе треба да одговорат со едноставните одговори да или не. Почнуваме веднаш. За секој точен одговор ќе добиете по 2 поени. Првото прашање е: Оли Рен е комесар за проширување? Одговорот на ова прашање, како што гледам го знаеме сите, Оли Рен не е комесар за проширување, тој е комесар за економија и монетарни прашања во новата Европска комисија. Одиме на второто прашање. Во Скопје има канцеларија на Европската унија. 5 секунди за одговор. Тројца успеа да дадат одговор. За жал, тој одговор не е точен. Во Скопје нема канцеларија на Европската унија, туку има делегација на Европската унија во Скопје. Тоа беше старото име. Не успеа никој да даде точен одговор на ова прашање. Третото прашање. Регулативите на Европската унија се над националните закони на земјите членки. 5 секунди за ова едноставно или пак за некого сложено прашање. Во временскиот период од 5 секунди успеа да одговорат само Стефан и Горан, и тоа точно. Објаснувањето е дека штом се донесени регулативите по автоматизам, тие стануваат дел од законодавството на сите земји членки. Одиме на четвртото прашање. Волја за моќ е дело на Ниче. 5 секунди за одговорот. Кој го читал Ниче знае. Одговоривме сите. Точно одговори само Љубен. И со тоа дојде до бројката од 14 освоени поени досега. Одиме на петото прашање. Мерката Херци е наречена според Густав Лудвиг Херц. 5 секунди за одговор. Сите четворици идентичен одговор да, меѓутоа сепак точниот одговор е не. Мерката за фреквенција Херци е наречена според Хајнрих Рудолф Херц, а Густав Лудвиг Херц е негов внук, добитник на Нобелова награда за физика. Шестото прашање. Нобеловецот Харалд Пинтер е португалец. Дали е точно, ќе кажете во наредните 5 секунди. Имаме точен одговор од сите четворица надпреварувачи. Харалд Пинтер е британски драмски писател, поет, актер. Меѓу попознатите драми му се Рожденската забава и Враќање дома. Одиме на седмото прашање. Реката По се влева во Јадранското море. Поверите се одговорите. Само Горан не успеа да даде одговор. Точниот одговор е да. Значи Стефан остана без 2 поени во ова прашање. Прашање број 8. Алберт II е крал на Шпанија. %, точен одговор на ова прашање. Точно одговорија Флорина и Љубен. Алберт II не е крал на Шпанија, туку е на Белгија. Прашањето број 9. Едамер е холандско сирење. Да или не? Одговорот е да. И прашањето број 10 во оваа игра. Македонски студенти можат да добијат стипендии од Европската унија. Би рекол релативно лесно прашање, сите четворица одговоривте точно. Иако Љубен не се подготвуваше специјално за овој квиз, сепак по втората игра си прв со 22 поени, по тебе Стефан 20, Флорина 16 и Горан 12.